стварањето. И видовме дека сето тоа што Аллах Джелешану во Куранот ни го кажал е потполно точно. Не постои човек кој може да се спротивстави на досега кажаното. Но не само тоа. Аллах Джелешану ни кажува еден многу интересен факт во Куранот. Уште некаде околу 1840 година еден американец кој работел во некоја машинска фирма, во некоја незгодна, една голема метална шипка му влегува во предниот дел на черепот, односно во фронталниот дел, и му го повредува мозокот на предниот дел. Кога зеле да го испитуваат неговото однесување, увиделе дека човекот нормално си функционира, само има промени во неговото однесување во смисла на поставување на концентрацијата, во говорењето, во неговото искажување. Што значи дека од тогаш науката почнува нешто да создава. Овој фронтален дел, денес науката многу убаво има кажано, дека во централниот нервен систем во предел на челото. Тука се концентрира ако сакаме нешто да излаже. Што значи, ако сакам нешто јас да ви излажам вас, мора прво мислата да ми се формира во пределот на челото, на фронталниот дел на централниот нервен систем. Што значи дека ако сакам ја нешто да ви потврдам, да или не, мора прво мислата да ми се создаде тука. Но не, ако не престанете со тоа, ние навистина ќе го фатиме за чело лажно и грешно. Аллах Джелешануху убаво ни кажува кои центри на кое место ни се наоѓаат. А вика Аллах Джелешану, ако не престанете со вашите лоши однесувања, ќе ве фатам за чело кое ви е лажно и грешно. Точно и прецизно кажа. Мисли ли човекот дека ќе биде оставен тек така? Не беше ли капка семе што се фрла, а по ова угришок од крв, па го создаде и го обликува. И од него создаде пар машко и женско, не ли е тогаш он кадар мртвите да ги оживи? Ако досега зборуваме за процесот на создавање, ако зборуваме нека контролата врз нашиот централен нервен систем ја има нашиот создател, во овој ајет Аллах Джелешану ни кажува дека повторно ќе не оживее. Криминологијата вели вака, а и вие сте сведоци за ова. Ако одите да извадите лична карта, морате да ставите прст. Зашто? Бидејќи отпечатоците на вашите прсти ги нема никој на оваа земјина топка. Дури да има некој кој личи премногу на вас, но отпечатоците нема да му бидат исти. Што значи? Секој човек на оваа планета си има своји специфични отпечатоци на линиите на јагодиците од прстите. Што значи дека ако некој сака да ве пронајде, доволно е само да го стави прстот и да ги види вашите линии. Хајде да се вратиме 50 на години наназад. Знаеше ли некој за овие линии? Науката тоа сега брзо го докажа, дека секој има посебни линии на јагодиците на прстите. Аллах Джелешану ни вели, мисли ли човекот дека ние никогаш нема да ги забереме коските негови? Уште како? Ние сме кадри дури да ги поредиме јагодиците на прстите него. Аллах Джелешану го не опоменува дека покрај што не создал, покрај што не контролира, тој ќе не оживее толку исто. Не само нашето тело, линиите на јагодиците на прстите. И за сето ова досега кажано, Аллах ни укажува во следните ајати. А на земјата има знаменија за верниците, а и во вас самите не гледате ли? Аллах Джелешануху ни кажува дека во нас самите има доказ за големината на Аллах Джелешануху. Не гледате ли? И на крајот мојата презентација ќе ја завршам со следниот ајет. Бисмилла. И плашете се од денот во кој ќе му се вратите на Аллах. Потоа секој сосема сигурно ќе го наплати она што го спечалил, никој нема да биде оштетен. Го молам Аллах Джелешануху да спушти рахмет на сите нас. Го молам Аллах Джелешануху да не направи цврсти робови кои ќе чекориме по патот кој води исклучиво до него. Го молам Аллах Джелешануху да ни го зајакни јакинот и верувањето, да бидеме жртва за оваа динја
за оваа дуња, поточно за овој дин, да бидеме жртва, бидејќи валлахи, единствено, која е нашата цел, поради која сме дојдени овде, е да робуваме на Аллах Джелешануху и ибадет да му правиме. Помолям Аллах Джелешануху да ни пиши севапи на сите нас. И воедно ви се заблагодарувам што дојдовте да ме послушате. Верувам дека моите впечатоци и се тоа што го слушнате ќе го пренесувате понатака, бидејќи Аллах Джелешану во Куранот не опоменува дека треба едни со други да се опоменуваат. Ви благодарам што ме се слушавте. Аллах се во.